Граѓаните на општина Радовиш не ми ја дадоа довербата за да барам оправдувања и да критикувам. Тоа тие добро го знае и без јас да и го кажам, затоа и ми ја дадоа довербата, која е истовремено и голема одговорност. Затоа јас се зафатив уште од првиот ден со создавање на нова иднина, преку повисоки стандарди и креирање на нови патишта за развој на општина Радовиш. Во продолжение ќе наведам само дел од проектите и постапките кои се покренети и кои незапирливо ќе го менуваат животот на граѓаните. Прво, преку Советот на општина Радовиш покренат иницијатива за нов законски концесиски надовес од преработка на минерални суровини, односно одлагање на флотацијска јаловина, која во иднина ќе представува сериозна можност за нов прилив во општинскиот буџет. Иницијативата преку двајцата пратеници е доставена за интервенција во Законот за минерални суровини, кој е во собраниска процедура. Се надевам дека и двете партии, кои се застапени преку нашите пратеници во парламентот, ќе ја поддржат оваа иницијатива со која хитно ќе се исправи неправдата која е нанесена на граѓаните Радовиш, кои моментално добиваат само сериозно загадување на животната средина без никаква компензација за тоа. Ова е наше животно право и јас ќе ги искористам сите средства и моги да Радовиш добие дел од националното богатство кое се неповратно експлоатира од општина Радовиш. Второ, побрав целосна ревизија на договорот за улично осветлување и покренав сериозна иницијатива преку сите можни институции за решавање на проблемот со превисоките цени на електрична енергија и очекувам овој сериозен проблем наскоро да биде позитивно решен. Истовремено се нарачени проекти за фотоволтаични системи на сите јавни институции, со што би требало за една година сериозно да се ослободиме, односно сами да произведуваме